Ова се настаните за денес. Необележани и неистражени археолошките наоѓалишта во Струшко. Факултетот за туризам и угостителство домакин на втората транснационална конференција за одржливи практики во кулинарството. 3 пати повеќе дрога ова лето запленила полицијата во Охрид и Струга во споредба со лани. Најмладиот милионер во земјава има 9 години, највозрастниот 97. Сдруженијето на планинари Великамен организира планинарска акција со Сдруженијето на глуви и наглуви лица. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид по свежото утро во текот на денот имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност со максимална дневна температура од 20 степени Целзиусови. Во среда во западна и северозападна Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер со брзина и до 100 км на час. Слаби локални врнежи се очекуваат на Балканскиот и Апенинскиот полуостров, а на југ од Скандинавија слаби врнежи од снег. Во останатите предели стабилно и релативно топло време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре претежно сончево и релативно топло време со локална облачност. Во Босна и Херцеговина, Црна Гора и Албанија се услови за слаби локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 14 до 25 степени. Во Македонија во среда ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови зголемување на облачноста, а во крајните западни и северозападни планински предели се услови за слаб локален дожд. Минималните температури ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од 4 до 12 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 15, односно до 25 степени. Во Охрид во среда ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Попладне зголемување на облачноста и умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 19 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди и температура до 18 степени. Во петок умерено облачно време со сончеви периоди, а во вечерните часови нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната до 21 степен. Врнежите од дожд ќе продолжат и во текот на ноќта петок кон сабота и во сабота во текот на денот, кој ќе превладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и свежо. Локално се очекуваат од 20 до 25 литри дожд. Минималната температура од 10 степени, додека пак дневната само до 13 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет.
Ланецот супермаркети Миса, препознатлив бренд во Охридско-Струшкиот регион. Во Миса секогаш се пазарува со мерак, во сопствената месарница, рибарница, пекара, зелен пазар и во одделот за готова храна. Огромниот асортиман на производи е со загарантирано ниски цени. Пазарете со мерак, ваши Миса маркети. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Необележани и неистражени археолошките наоѓалишта во Струшко. Вредните наоѓалишта ги има на археолошката карта, но не се истражуваат, ниту презентираат пред јавноста. Изминативе години во Струшко единствено се вршеа археолошки истражувања на подводниот локалитет Врбник. Археолошките наоѓалишта во Струшко неистражени и необележани. Дупен камен е еден од археолошките локалитети во градот Струга. Некропола од хеленистичко време откриена во 1955-та. До денес е неистражена. Локалитетот е впишан во археолошката карта, но нема никакви податоци. Вредно наоѓалиште е и устието на Дрим, каде има остатоци од неолитот, но нема заштита, истражување, ниту промоција. Во Струга е една од најпознатиот археолошки локалитети е уздието на Дрим. Исто така откриен градежни активности, како што е откриен и археолошкиот локалитет Дупен камен при градежни активности. За жал не се направени посериозни систематски археолошки истражувања. Она што е пронајдено и изложено во музеј, пишано е во археолошка карта. Изминативе години во Струшко единствено се вршеа археолошки истражувања на подводниот локалитет Врбник, но има уште 12 подводни локалитети кои чекаат истражување и презентација. Охридско-Струшкиот регион евидентирани се 12 подводни локалитети, дел од нив се на крајбрежјето на Охридското езеро, дел од нив како заливот на Коски е веќе добро познат на научната јавност и на пошироката јавност, а останатите останува да бидат презентирани или истражени во текот на наредните години. Археолозите велат, локалитетите во Струшко се комплетно заборавени, не се вложува ниту во истражување, ниту во заштита. Во недостиг на финансиски средства, експертите преку вмрежување и проекти со странски универзитети, институти и волонтери се обидуваат да ја сочуваат и презентираат богатата археолошка историја пред јавноста. Факултетот за туризам и угостителство од Охрид беше домаќин на втората транснационална тренинг конференција за истражување и генерирање дигитални алатки за одржливи практики во кулинарството. Факултетот за туризам и угостителство од Охрид беше домаќин на втората транснационална тренинг конференција за одржливи практики во кулинарството и развој и генерирање на дигитални алатки и ресурси што ќе се користат во образованието, како дел од проектот СКУК во рамки на Еразмус Плюс програмата. Настанот се одржа во Охрид и Битола во периодот од 16 до 20 октомври, а на истиот покрај професорите и студентите од Факултетот за туризам и угостителство од Охрид учествуваа професори и професионалци од АТУ Универзитетот во Голве, Ирска, Едукативниот центар за кулинарство Медитеранео во Валенсија, Шпанија, школата ЖС де Форест од Авен, Франција и Факултетот за биотехнички науки од Битола, Македонија. На конференцијата се одржаа серија работилници согласно целите на проектот кој се вклопува со приоритетите на Европската Унија за одржлив развој како дел од Агендата 2030 на Обединетите нации. Беа одржани предавања во делот на развој и имплементирање на дигиталните алатки во образованието, како и теми поврзани со организирана целосна дигитализација во агроиндустрискиот сектор. Презентирани беа низа практични примери за одржливост во делот на прехранбената индустрија и кулинарството, информираат од Факултетот за туризам и угостителство од Охрид. Полициските билтени секојдневно содржат вести за уапсени дилери и запленета дрога. Најчесто се споменуваат марихуаната
и бела прашкаста материја. Ова лето на Охридската ривиера бил пронајден и нов вид дрога. Стручњаците велат дека безбедносните служби треба да се зајакнат и кадровски и технички за борба со трговијата со дрога. Во полициските билтени секојдневно има информации за заплена на дрога. Експертите велат дека тоа е само мал дел од дрогата која е присутна на црниот пазар. Бизнисот со марихуана цвета посебно за време на туристичката сезона на Охридската ривиера, но ова лето бил пронајден и нов вид на дрога на една од забавите во Охрид. Да се пронајде нов вид на дрога, односно е некоја варијација на кокаин, тој розевиот кокаин кој што е многу опасен за младите, кој што предизвикува сериозни последици, посебно во периодот на користење, јавување на халуцинации и слични состојби. 3 пати повеќе дрога ова лето споредено со минатото запленила полицијата во туристичките центри Охрид и Струга. Биле запленети марихуана, хероин и кокаин, а возраста на лицата кај кои била пронајдена дрога се движела од 20 до 31 година. Во периодот од 1.7. до 31.8.2023 година, односно во текот на летната туристичка сезона, на подрачјето на СВР Охрид била запленета над 1 килограм или 3 пати поголема количина марихуана и мешавина од марихуана и тутун во споредба со истиот период минатата година. Во наведениот период биле пронајдени и запленети и хероин и кокаин, а биле поднесени 18 кривични пријави, велат од СВР Охрид. За да се спречи трговијата со дрога, професорот по безбедност Стефан Буџаковски вели дека освен редовни превентивни и репресивни акции потребна е и поголема професионализација на безбедносниот систем. Ако има зголемена трговија со дрога, безбедносните служби треба да се зајакнат и кадровски и технички, апелира Буџаковски. Седниците на Советот на општина Деберца ќе се пренесуваат во живо на YouTube канал. Деновиве преку програмата за развој на Обединетите нации UNDP, а во рамките на проектот за јакнување на општинските совети, обезбедена и монтирана опрема со која ќе се обезбеди пренос во живо на седниците на Советот на општина Деберца. Останува да се инсталира софтверот и да се отвори YouTube канал преку кој граѓаните во иднина ќе може да ги следат седниците на Советот на општината. Наша континуирана заложба е да обезбедиме отворена и транспарентна општина, посочува градоначалникот на општина Деберца Зоран Ногачевски. Ногачевски додава дека нивните заложби за транспарентност се докажуваат и преку мерењата на индексот на активна транспарентност од страна на релевантни институции, каде општина Дебарца за неколку години од општина со слаба, односно многу ниска транспарентност, се искачи меѓу институциите со многу добра транспарентност. Најмладиот милионер во земјава има 9 години, а највозрастниот 97 години, информираше денес директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска. Директорката на пресконференција на тема годишна даночна пријава највисок доход во 2022 година ги презентираше податоците за приходите кои ги оствариле граѓаните по разни основи, согласно даночните пријави. Меѓу оние на кои на сметка им легнале значителни износи на средства, има и охриѓанец кој остварил милионска сума по основ право од индустријска собственост. Најголем дел од граѓаните кои пријавиле високи приходи во даночниот период се од главниот град. 24 годишник е најмладиот милионер во евра за 2022 година, со остварен и пријавен доход од странство во износот 61,6 милиони денари, а 77 годишно лице со остварени 92,9 милиони денари доход е највозрастниот милионер во евра кој доходот го остварил главно од дивиденди од компании во земјава. Најмладиот милионер во денари има 9 години, со остварени нешто над 1 милион денари од закупнина, додека највозрастниот има 97 години и лани остварил доход во износ од 1,2 милиони денари по основ на пензија и доход од извршена работа. И највисоката годишна бруто плата во 2022 година исплатена е кај граѓанин од Скопје. Платата е остварена во дејноста трговија на големо со производи од тутун и изнесува 144 милиони денари. Во топ 10 кои остваруваат доход од самостојно вршење на дејност за минатата година се најдоа адвокати, нотари, угостители, одгледувачи на жито и мешункасти растенија, дејност производство на брановидна хартија и слично. Со износ од 5,5 милиони денари,
жител на Охрид го остварил највисокиот бруто доход по основ на право од индустријска сопственост. Здруженијето на планинари Великамен заедно со Здруженијето на глуви и наглуви лица организираше планинарска акција на врвот Магаро на Галичица. По двете акции со децата со посебни потреби од Здруженијето Тајните на моето срце, Здруженијето на планинари Вели Камен продолжува со својата мисија за вклучување на специфични граѓански групи во своите редовни активности. Овој пат организираше планинарска акција на врвот Магаро на Галичица заедно со Здруженијето на глуви и наглуви лица. Ни представува огромна чест и големо задоволство што сите наши досегашни акции од овој вид беа успешни и посетени. Остануваме отворени за соработка со други здруженија на граѓани, велат водичите Бобан Блажевски и Христијан Ламбевски, организатори на акцијата. Настанот беше реализиран во насока на промовирање на спортски начин на живење, како и негување на природата, а целта на акцијата е подигнување на свеста за лицата со попреченост, како и нивна поголема вклученост во сите сфери на општеството, соопштуваат од Здружение на планинари Вели Камен. Приведено лице од село Велестово Баран за издржување затворска казна. Пожарваторот на струшкото село Теферич возач удрил во машина на улицата 7 ноември, ги оставил возилото и повредениот сопатник и избегал. Следува полицискиот билтен. Синоќа во 21 часот на улицата 7 ноември во Охрид патнички автомобил Рено со охридски регистарски ознаки удрил во паркирана мобилна работна машина марка Јанмар. Возачот на патничкото возило избегал и го оставил на местото на незгодата, а екипа на итната медицинска помош покрај истото го пронашла со патникот, 39 годишен жител на Охрид, кој веднаш е пренесен во болницата Свети Еразмо. Поради констатирани тешки телесни повреди, тој е задржан на понатамошно лекување. По овластување на јавен обвинител, увид на местото на незгодата извршија полициски екипи. Се превземаат мерки за пронаоѓање на возачот на првото возило кој избегал од лице место. Вчера во 15 часот и 45 минути на улицата Петар Чаулев во Охрид нарушен е јавниот ред и мир со физички напад извршен од 47 годишно лице врз 43 годишно лице и двајцата од Охрид. Против напаѓачот ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од СВР Охрид. Вчера во 14 часот и 35 минути на булеварот Асном во Охрид приведено е 28 годишно лице од охридското село Велестово. Приведувањето е извршено врз основа на писмена наредба од Основниот суд во Охрид, пошто е спроведено во казнено-поправната установа Затвор Струга за издржување затворска казна од 6 месеци, информираат од СВР Охрид. Вчера во 13 часот и 30 минути во Оделението за внатрешни работи Струга пријавено е дека на нива со нискостеблеска вегетација лоцирана во атарот на струшкото село Теферич настанал пожар во кој нема повредени лица. Интервенирала територијалната противпожарна единица од Струга. Во продолжение следуваат вестите од светот. Тројцата кинески астронаути, откако поминаа 5 месеци на кинеската вселенска станица, денеска се вратија на Земјата. Тие полетаа на 30 мај оваа година, а минатата недела нов тричлен екипаж се упати до вселенската станица Тиангонг. Оваа вселенска станица беше пуштена во употреба оваа година и ова е втора промена на екипажот, кој воедно е и најмладиот екипаж што Кина го испратила во вселената. Државната телевизија на Кина соопштила дека повратната капсула на вселенското летало Шенжу 16 била забавена со голем падобран и слетала во близина на вселенското пристаниште во пустината Гоби. Смок утрово ги обвил големите градови во северна Кина. Кинеските власти издале највисоки предупредувања до јавноста дека видливоста може да падне на помалку од 50 метри и побарале од луѓето да останат во затворени простории. Во соопштението од Кинеската метеоролошка управа било наведено дека северната провинција Хебеј започнала итна реакција против загадувањето, наведувајќи ги безбедносните контроли во сообраќајот кога е неопходно, вклучително и суспендирање на полетувањата и слетувањата на авионите, привремено затварање на автопатите и суспендирање на траекти. Експертите за контрола на загадувањето потенцирале дека зголемената индустријска активност, издувните гасови од тешките камиони и пожарите придонесле за маглата.
Осомничен вооружен напаѓач во Јапонија држи непознат број луѓе како заложници во просториите на поштата во градот Вараби, соопштија властите. Претходно имало пукање во блиската болница, при што повредени биле две лица, доктор и пациент. Според извештајот на Јапонија Таймс, по пукањето осомничениот, за кој се верува дека е на возраст меѓу 50 и 70 години, зел заложници е заробен во просториите на поштата. Дневниот весник Јомиури објавил дека во зградата се наоѓаат околу 10 членови на персоналот на поштата. Властите ги повикуваат граѓаните во близина на местото на настанот да ги следат полициските упатства и да се евакуираат согласно полициските упатства. Мотивот за пукањето и последователните дејствија на осомничениот засега остануваат нејасни. Судот во Нов Зеланд ја прогласил администрацијата на островот Вајт за виновна за кршење на законите и безбедносните прописи, каде пред 4 години при вулканска ерупција загинаа 22 лица, претежно туристи. Со островот во име на собственикот стопанисувала фирмата Вакари Менеджмент, која заедно со другите обвинети висината на казната ќе ја дознае следната година, а максималната казна можела да изнесува 873.000 американски долари, објави Reuters. Од 13 обвинети компании, 6 се изјасниле за виновни. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!